Ние како професионални здруженија, кога што имаме членови кои што имаат само хонорарни работни односи, значи имаме работа, меѓутоа не се преплетени, сметаме исто како и вие дека треба да има можности за социјално осигурување, здравствено осигурување, социјално и пензиско осигурување. Меѓутоа исто така сметаме, како што вие сте анализирале по општи и по високо ниво, дека начинот на кој што се предлага тоа не соодветствува. Значи, многу убаво е така нашле формулација, ја кажале, меѓутоа потоа суштината излегува сосема поинаку. Особено да речеме, ние се обидувавме до Министерството за труда и социјална политика да даваме конкретни примери, бидејќи токму природата на нашата работа, особено на толкувајчите, да речеме толкувајчот може да има договор за 1 или за 2 дена работа. И како ќе биде осигурен на 1 ден, тој ден повеќе може да го искористи, додека толкова треба да дојде на доктор или колку сам навистина има многу нејасности и не се знае дали, или вие тоа што го спомнате во вашиот пример, дали за периодот од 3 месеци додека е склучен договорот ќе биде осигурен или за самиот ангажман за самата работа. Потоа проблемот кај нас е ова што многу често потоа исплатите се многу отпосле и што правиме со периодот додека нема никаква исплата, а ја имаме обврската да ги плаќаме новите законски придонеси. Значи сите тие работи ние ги напишавме. Нормално во вашава представка не може толку детално да се оди, сепак ова е сосема едната инстанца пред која што се обраќаме. Јас мислам дека, јас го прочитав овој вчера и мислам дека вака како што е групирано баш според закон, според секој закон, според секој процедура, мислам дека е во ред. Може би треба внимателно да се препрочита и него, јас да речем како човек што не е правно лице, само вака гледам бројки ми се чини дека нешто се повторува, меѓутоа сигурна сум дека има разлика и зошто се повторува. И тоа исто така во еден дел од текстовите што излегува од Министерството беше кажано дека ќе бидат изземени вештите лица, а не и судските преведувачи кои што исто така се вешти лица од дел од јазикот. Така што и тука има дискриминација. Зошто би били изземени од законот за хонорари вештаците, а не и судските преведувачи, бидејќи во судскиот договорник тие две категории се регулирани во една иста глава, само што имаат различен статус. Така што начелно сметаме дека оваа представка е во ред. Жал ми е што и ние мора да потврдиме дека ќе не речат дека било долго време да го читаат, дека мора секогаш да се внимава, да се крати, меѓутоа не мора да значи. Мислам дека доволно се каже, значи ние не би можеле да ви дадеме дополнителни аргументи, меѓутоа може да ги видите нашите документи кои што се ставени на веб-страницата на Сдруженијето, на други места, да видите дали може би некој конкретен пример што го имаме наведувано од природата на нашата работа, може да биде како дополнителна аргументација за овие поопшти параграфи за кои што зборуваме. Да биде суштината е таа.